Добро утро, почитувани. Од овој 2 октомври го започнуваме нашето секојдневно дружење со вас цели 180 минути. Нема да постои изговор кој ќе ве оправда секојдневно да не бидете заедно со нас. Се прашувате зошто? Еве зошто. Затоа што токму преку нашата отворена утринска програма секојдневно ќе ви информираме за сите актуелни случувања, заедно со вас ќе отвораме нови теми кои не засегаат сите, ќе ги побараме одговорите од надлежните, ќе се обидеме нешто заеднички да промениме, ќе бидеме вашиот проследувач на проблемите, а се надевам дека често ќе имаме и заеднички победи. Знам дека се прашувате кој е тимот кој секојдневно ќе ве буди и расонува. За да останеме поинакви од сите останати медиуми, ќе ги поканам своите колеги одовде од студиото. Да ни се придружат, веќе се на своите работни позиции, веќе ги гледаме Александра Велинова, секој утро, па и ова утро во улога на презентер на утринските вести на телевизија Нова. Добро утро, Александра. Добро утро, Каце, за тебе и за гледачите кои ова утро го започнуваат со програмата на телевизија Нова. Да. Моето прашање до тебе е кој ова утро твојот Стефан го однесе во градинка? Добро прашање. Очигледно утрово ќе нема многу простор за двумење, 100 пати да се предомислува што ќе облече, затоа што утрово ќе го носи татко му на работа. Иако мислам дека има одлична интуиција со оглед на тоа што 100 пати ме препраша кој ќе го носи, синоѓа ме препраша кој ќе го носи утрово во градинка. Да, и уште едно само кусо прашање, кога се разбуди? Ти? Па, не ми е проблем да функционирам наутро, веќе сум навикната со текот на годините, нели? Па во 5:15 некаде, да. Во 5:15. Доволно време за една жена да се подготви. Па не би рекла дека е се на моја рака. Тука морам да им се заблагодарам секако и на девојките во стајлинг во телевизија Нова. Да. Ти благодарам со нас во студиото и со Мухич, нашиот колега кој секојдневно во разговор со мене, но и сам ќе ни ги презентира најновите случувања од светот. И соверојатно е полесно за маж да се подготви, зборувам за делот фризура и шминка, да се договориме и да не се разбираме погрешно, не зборувам за светските информации и нивната подготовка. Како сме ова утро? Дали беше потребно помалку време од нас жените овде во студиото за подготовка? Па добро, со оглед на тоа што терминот е релативно рано, сепак има потреба да се подготвува човек, ако ништо друго, ете, цела ноќ се будев самиот себе си за да не заспиам, а конечно, ете, кога дојде време да се стане во купатилото, до гледалото ме гледаше некој лик за кој мислев дека се инфилтрирал некој, да речеме, терорист од кој од ширум светот за кој коментираме, но по кратко време сватив дека тоа сум навистина јас. Со оглед на тоа што косата е кратка, полесно се средува и така. Но од дома, благодарение на знаците, знаев точно каде не треба да одам и така, еве, стигнав тука и конечно, еве, секако, да, предност е тоа што, велам, барем ние немаме потреба толку со пократка коса да се средуваме, а во толку повеќе или во тој контекст кога станува збор за шминката, јас им верувам на шминките, тоа е одлична, добра работа, меѓутоа сепак најдобрата шминка за мене е она под која не се наоѓа моето лице, така да, ете, мислам дека може и да видиме тогаш во вистинско светло. Да. Спомена дека кога доаѓаше наваму само знаците ти помогна, нели, само на шега да стигнеш на вистинското место, но да, како беше во ми помогна да знам точно каде не треба да одам. Каде не треба да одиш, да. Како беше во сообраќајот? Вака ќе ги информираме гледачите. Од која страна доаѓа ИСО кон телевизија Нова, како беше по пат? Ба добро, тоа е предност не толку предност се утринските часови што градот не е толку уште презаситен со гужва, не е разбуден. За мене не е толку предност. Предност е можеби ете да веднаш се осознаат информациите има ли нешто во градот со оглед што ете јас одам на тој потег од запад кон исток и поминувам барем оној главниот дел од градот го поминувам Партизанска до тука до студиото на телевизија Нова, па ете доколку нешто има веднаш можеме и со некои информации да дојдеме и да ги кажеме за гледачите на телевизија Нова. Да. Ти благодарам за овој дел, се гледаме ние никаде по 17:15, верувам. Да. И сега пред да го најавам следниот наш гостин домакин, ќе ве прашам дали знаете дека временската прогноза е нешто кое останува најгледано на секоја телевизиска куќа. За тој дел во телевизија Нова е задолжена Валентина Грорковска, која и ова утро ќе ни го разубави денот, најпрво со убавиот изглед, а се надевам потоа и со добрите вести
вести за времето. Вале, колку време тебе ти требаше ова утро за да се подготвиш и вака убаво пред се да изгледаш, а потоа ќе ги чуеме и временските услови? Ти благодарам, Ката, пред се добро утро до тебе и до нашите гледачи, па не повеќе благодарение на нашиот тим задолжен за стайлинг, не повеќе од 10 минути. 10 минути, да. Сега ќе имаш доволно време во следните минути да ни кажеш какво време ќе не очекува, а јас само да им најавам на нашите гледачи да останат и натаму на фреквенцијата на телевизија Нова, заради тоа што веднаш по метеото, односно се надевам убавите работи кои што ќе ни ги каже Вале, освен што убаво изгледа и ова утро ќе ни каже и убави нешта, барем сабота и недела најавија дека ќе има разведрување во однос на временските услови. Го почувствувавме тоа сабота и недела, но навечер и наутро, ова утро кога се разбудивме, навистина беше ладно. Сега е време за метео на телевизија Нова, потоа следуваат првите свежи утрински вести заедно со Александра Велинова, а потоа светот на Дланка ќе ни го донесе и со Мухич заедно со мене во студиото на телевизија Нова. Останете со нас.